Веќе со години наместо звукот на лизгалките на мраз, под скопското кале владее лаежот на кучињата. Така? И ти треба да лаеш кога ќе кажам, лаежот на кучињата. Најпосетуваното место во Скопје во 70-тите и 80-тите години од минатиот век денеска изгледа тажно и запуштено. На ова лизгалиште доаѓале рекреативци, се тренирало уметничко лизгање и се играло хокеј. Во 60-тите скопското лизгалиште било домаќин на светското првенство во хокеј на мраз, но поради скапото одржување на мразот, скопското лизгалиште престана да работи. Години подоцна имаше обид за обновување на лизгалиштето. Во 2020 година Федерацијата за лизгачки спортови потпиша договор со јавното претпријатие за стопанисување со спортски објекти за долгогодишен закуп. Договор со кој ова лизгалиште требаше да се врати во функција. Следните 30 години Федерацијата за лизгачки спортови требаше да управува со овој објект, но пред 2 години го раскина тој договор. Од Федерацијата велат дека објектот бил запуштен, нефункционален и не им бил предаден како што треба, иако редовно плаќале закупнина. Од јавното претпријатие за стопанисување со спортски објекти велат дека договорот бил едностравно и бесправно раскинат од страна на Федерацијата. Во врска со вашето прашање за нашите планови за овој државен спортски објект, ви известуваме дека јавното претпријатие за стопанисување со објекти за спорт во сопственост на Република Македонија Скопје планира во соработка со Министерството за спорт во разумен рок предметниот државен спортски објект да го реновира и да го стави во функција за развој и унапредување на македонскиот спорт, како и за користење на граѓаните и на други правни лица за масовен и рекреативен спорт, поради остварување на јавниот интерес, но само по претходно одобрување на финансиски средства од страна на Министерството за спорт. Додека се чека решение, лизгалиштето останува да пропаѓа.